Многумина од вас веќе забележа дека на градскиот плоштад веќе нешто се подготвува и добро знаете и прочитавте дека ќе започне Виноскоп. По неколку години пауза, Виноскоп 2022 се организира во следните денови. Одлична можност за сите љубители на вино, на добра забава, на дружење, ќе имаат можност во овие следни денови кои што се пред нас да можат да го посетат и да се забавуваат. Но како и која ќе биде програмата, во детали сега во продолжение во следните минути во утринската програма зборувам со Столе Мицев, кој што е модератор на Виноскоп оваа година. Добро утро, веќе добар ден Столе за вас и добро дојдовте. Добро ве најдов, Столе Мицов. Инаку последните 2-3 дена неколку пати го грешат моето презиме, нема врска, Столе Мицов, како модератор на овогодинешниот Виноскоп. Многу ми е драго и имам големо задоволство и чест да сообштам дека Виноскоп се враќа после мала пауза, по 12-ти пат. Ќе се дружиме на Скопскиот плоштад Македонија. Ќе бидат исполнети 5 дена со музика, вкусно вино, различни видови, повеќе избор на вино и љубов. Се надевам дека ќе не послужи времето. Еве денеска гледаме дека е сончево и дека ни се врати убавото време. Се надевам дека ќе се задржи така до крајот на неделата, за да се поминеме убаво овие неколку денови. Да, искрено јас тоа го посакувам, малку да не поремети времето во нашата посета на Виноскоп, но ќе се снајдеме и доколку малку заврне или има простор каде би можели и под стреја да се напиеме вкусно вино. Би било добро да кажеме во ова 12-то издание на Виноскоп 2022 кој се организатор, односно која правеше оваа целокупна организација во Така, главни организатори на сите Виноскопи се Крафт продукција до сега. Оваа година заедно ќе имаат поддршката од Wines of Macedonia, а како главен покровител на настанот е град Скопје. Шаторите веќе се наместени на градскиот плоштад, така да и да завране малку во наредниве денови, ќе се снајдеме некако, имаме каде да се скриеме. Ќе имаме повеќе од 25 компании винари кои што ќе бидат учесници на фестивалот, ќе има и странски винари, ќе имаме повеќе од 20 изведувачи, кои што 100% се македонски изведувачи, сите ќе бидат наши македонски изведувачи. Можам да кажам дека оваа година имаме Best of the Best кога се работи за изведувачите. Еве можеме да почнеме со првата вечер. Може да, верувам ги интересира некој што уште вечерва на самото отворање ќе сакаат да дојдат. Каква ќе биде програмата вечерва, значи среда и во следните денови. И ќе ги изброиме сите денови натаму, така. Во среда вечерва ќе почнеме со DJ Бабура, кој што од 18 часот ќе има DJ сет. После него ќе настапат Ringtones во 19:30. Во 20:45 ќе биде официјалното отварање на фестивалот, а после тоа ќе настапат Фолтин. И веднаш после Фолтин ќе настапи Игор Џамбазов. Тоа се едни имиња од македонската музичка сцена кои што гарантираат убава забава, имајќи предвид дека ќе имаме повеќе од 25 видови на вина овде на фестивалот. Имаме сигурно ќе биде супер забавата, сигурно ќе биде супер атмосфера. Во четвртокот ќе почнеме исто во 18 часот, DJ ќе ја загрее малку атмосферата, потоа во 19:30 Јаков Дренковски, во 21 часот ќе настапат Банкрот Blues Band, во 22:30 часот ќе настапат Last Expedition. Исто едни имиња кои што значат многу во македонската музика, во историјата на македонската музика. Во петокот ќе имаме и Afterwork забава, тоа ќе почне во 15 часот. Од 18 часот почнуваме со истиот редослед, DJ за загревање на атмосферата, потоа ќе ни настапат во 20 часот ДНК, Unplugged. Концерт ќе имаат. Во 21:45 ќе настапи Fits од Студени нозе со Greatest Hits. И Супер Хикс во 23:15. Во саботата ќе имаме програма исто преку ден, во 13 часот Караванија, во 15 часот Дайланд Дог, во 18 часот DJ, во 19:30 Нина Јанева, во 20:30 ЗДЖМ Биг Бенд или Сдружение на джез музичари, Биг Бендот. Потоа ќе настапи Џафер Мики Јовановски и вечерта ќе заврши DJ Гоце Сав од 20:30 до 1 часот по полноќ. Неделата цел ден е резервиран за блуз музика, така да повеќето македонски блуз музичари кои што ги слушаме по сите клубови кои што искачаме, ќе има целодневна свирка, повеќе бендови, може да ги спомнеме In The Mood, оние Crossroad Blues Band, Stand B, The Mole Pack, New Blue Trio,
IG Mentrio и така натаму. И љубителите на блузот во недела да знаат дека е програмата таа, но и како велиме со добро вино секогаш оди добра музика. Така. И верувам и на тој начин така внимателно е направена оваа програма. Сега ние нормално за да бидеме целосни тука соопштивме каква е по денови програмата. За сите оние кои што нешто пропуштија, подетално сакаат да се информираат на кој начин или каде поточно може да ја имаат програмата на веќе. Програмата можеме да ја најдеме на сите социјални мрежи, Виноскоп, Facebook, Instagram, ја има секаде. Локацијата ќе биде градскиот плоштадот Македонија. Еве го гледаме на инсерт и тоа е тоа. Ние ветуваме добра атмосфера, добра музика, убави вина и повелете сите да ги славиме музиката, виното и љубовта овие неколку дена. Да, мислам дека Столе спомена колкав е бројот на винарии кои што оваа година ќе учествуваат. Повеќе од 25 винарии ќе имаме учесници. Што значи изборот ќе биде голем за секој кој каков вкус на вино би сакал да вкуси. Што се однесува до самата организација и до ваквиот начин на представување на винариите, особено заради тоа што во последно време и се подобрува квалитетот на правењето на вкусно, квалитетно македонско вино кај нас. Предпоставувам дека ова е уште една дополнителна одлична можност за нивно промовирање, колку и да нели тие веќе се потврдени во својот квалитет. Така и самата идеја на фестивалот на вино и музика е тоа да се промовираат македонските вина. Ќе имаме и странски винари, меѓутоа ќе се потенцира повеќе македонскиот производ. Имаме супер поднебје за подгледување на грозје и на лозови и насади, така да знаеме дека во Македонија е традиција да се одгледува лозје и да се прави вино и ракија од самото тоа грозје. Сега сигурно не сме ние на некој ниво, не знам како Франција, Италија, некој ниво да се разбираме толку многу од вина, но во последниот период се повеќе и повеќе се посветува внимание на тоа и имаме се повеќе и повеќе винари. Тоа е исто резултат на истиот муабет, дека се посветува време и дека еве овие 5 дена ќе имаме прилика да ги пробаме тие нивни нови вина и да видиме до кај стигната работата. Да, и веројатно и со самото тоа и промоција надвор од нашата земја, односно и во светски рамки, промоција на вкусното македонско вино. Секогаш со виното оди добро мезе, веројатно и тоа ќе биде запазено во овој дел, така? Тоа мислам дека заборев да го кажам, ќе имаме разни видови на храна, македонска традиционална храна, исто ќе имаме и базар на ракотворби, кој што ќе се отвори утре уствари вечер во 17 часот. Ми се измешаа мене малку деновите. Да. Вечер во 17 часот ќе биде отворен базарот, а исто ќе имаме и перформанси на уметници, лајв перформанси и слични некои работи кои што ќе допридонесат за да имаме убава атмосфера на фестивалот. Дали е влезот слободен? Влезот е слободен, да. Има повеќе влезови на плоштадот, така да мислам дека нема да имаме проблеми со гужви и со такви ствари. Се надевам дека ќе има многу луѓе, затоа што Фолтин и Игор Џамбазов вечерова ќе настапат прво. Тие ветуваат убава забава и убава журка. Така е. Со оглед на тоа што половина плоштад е за Виноскоп, како што можеме да видиме, распределен, тоа значи дека ќе има простор и можност за многу вина да дојдат без при тоа да се создаде метеж, нели, за да не е пријатно кога има премногу гужва, па кога не можеме да стоиме, сепак треба да пиеме вино, нели? Така, посебно овој период сега, после тоа што ни се случи, нели, претходните 2 години, така да имаме предвид за све. Има 4 влезови, ќе биде супер. Да, има можност секој да си помине убаво. Добро е да ете информираме, да кажеме програмата, каде ќе се пунедат, во кој дел од денот се слободни, нашите гледачи, граѓаните да дојдат и да се забавуваат. И па добро, Столе, благодарам за гостувањето. Добро е што имаме ние можност и простор во утрешната програма на овој начин да го испромовираме тоа. Верувам дека ќе нема паузи, ќе нема да има причина понатака да има паузи и да продолжиме континуирано, затоа што ваквите настани секогаш се потребни за одлична дружба. Така. Ви благодарам многу за поканата и се гледаме од вечер па до недела на градскиот плоштад. Да, се гледаме.